Новинари, се чувствуваме должни да реагираме на манипулациите, дезинформациите, искривувањата и вербалните игри со кои Стефче Јакимовски и неговата партиска администрација од општината Карпош се обидуваат да ги дезинформираат граѓаните од Карпош. Имено, последно конкретно, прецизно и едноставно поставено прашање од нас, советниците на ВМРО ДПМН, до градоначалникот Стефчо Јакимовски, до председавачот Трифун Трифуновски, како и до општинската администрација, дали во периодот помеѓу двете седници до општината е доставен било каков писмен допис од граѓани, упатен до советничките групи во Советот, градоначалникот тврдеше јавно на говорница дека никаков допис и никаков материјал наменет за советничките групи не стигнал во општината. Денеска го покажуваме доказот кој во изминатава недела предизвика несватливи, нервозни, конфузни и фрустрирачки реакции од нашиот градоначалник Стефчо Јакимовски. Ова пред вас е писмениот допис, петицијата доставена до советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, доставена преку архивата на општина Карпош и заверена од страна на општинските служби со архивски број 07/2787/1 од 19.4.2010 година. Вакви дописи предпоставуваме постојат и до сите советнички групи. Почитувани новинари, ова постои и сосема е очигледно дека овој писмен допис, петиција, Стефчо Јакимовски ја сокри од нас советниците. Несватливо и неприфатливо е што истата Стефчо Јакимовски се уште ја крие. Имено, овој доказ и целата петиција не ја добивме од општина, од каде што имаа должност да ни ја дадат, туку истата ни беше доставена од граѓаните на Злокуќани после скандалот на самата седница. Бидејќи граѓаните тврдат дека истата петиција ја доставили и до останатите советнички групи во Советот на општината, логично се поставуваат прашањата. Дали Стефчо Јакимовски лаже или пак граѓаните лажат? Дали постојат вакви петиции и за останатите советнички групи и ако постојат, каде се? Уште колку вакви документи кои очигледно не му се допаѓаат на Стефчо Јакимовски, има сокриено од советниците на општина Карпош и зошто? Почитувани новинари, станува очигледно. Стефчо Јакимовски ја крие вистината и се обидува преку јалови обиди да го скрие проблемот кој искрснал во Злокуќани. Таквиот проблем е резултат на тоа што во Карпош веќе 7-8 години не се направени избори за членови на Советот на местната самоуправа и со тоа директно се кршат статутот на општината Карпош како и законот за локална самоуправа. Таквата состојба очигледно му одговара на Стефчо Јакимовски, затоа што тој си има поставено своји луѓе на овие позиции, кои што може да ги контролира и манипулира и кои реално граѓаните не ги ни познаваат. Но проблемите излегоа и тие не можат лесно да се скријат. Ви благодарам.